Стружанки и стружани, почитувани граѓанки и граѓани, секогаш кога ќе го видам езерото, бидејќи сум родена во Охрид, се вознемирувам. Во моментов изворедна инспирација се зборовите на мојот колега, на ком исто така му благодарам за иницирањето на мојата кандидатура. Тој спомена важноста на зборот, на речта. Во Библијата речта е прва. И нашите сограѓани албанци исто така повикуваат на беса, на почитување на кажаниот лав, велат турците. Струга за мене од секогаш била синоним за миладиновци. И вака сега попат си велам, ми текна оние прекрасни стихови, нели? Орелски крилја, как да си метнех и в наши страни да си прелетнех, да видам струга, Охрид да видам. Ама она што јас ќе го критикувам е следниот стих, да видам дали сонцето тамо мрачно угривјат како и вама. За жал, струга е во зоната на самракот. И веројатно Константин го чувствува тоа. Зошто е струга во зоната на самракот, сите знаеме. Малку држави на светот имаат можност да видат, да имаат богатство, да имаат крајбрежје, да имаат некој објект под заштита на УНЕСКО. Ние сме ја имале таа среќа. Ама пошто е позната струга и пошто е познат Охрид и пошто е познато езерово во моментот? По опасноста да бидат тргнати од заштитата. Зошто? Заради феудализмот во струга. Заради тоа што кога ќе се најдете на црна листа, тогаш не белина и светлина, црнила можете да фрлате низ струга. Последиците сите ги чувствуваме. Тоа е она што ме загрижува. Тоа е она што го прочитав во програмата на ВМРО ДПМНЕ, што ме инспирира, дека ќе се посветат на нешто друго, дека ќе формираат Министерство за, туризам и култура. Тоа е она што Охрид и струга ги прави многу важни. Убедена сум дека можеме да живееме од културен туризам, од религиозен туризам, од спортови под вода, над вода, во планината, бидејќи навистина оваа убавина не само што може да се почитува, туку може и да се искористи за благосостојбата. Да заборавам сега на поезијата и на природата, во меѓувреме прашав една стружанка до мене каква е состојбата со природно-научниот музеј. Ми рече и добра и лоша. Се сетив на детството, кога одвај чекавме да дојдеме овде, и постарите можеби сакале на струга дуќан да имаат, но ние сакавме токму да го видиме музеот. Се надевам дека една идна власт ќе вложи во струга, во Охридското езеро и во Охрид и повторно ќе зборуваме за бисер. Она што мене ме прави горда во струга и што е врзана за струга, се струшките вечери на поезијата. Нема некој што не напишал песма за струга, а важи за најголемите поети на светот. Тоа ние не умееме се чини да го цениме. Ете тоа не прави горда. Горда сум како дете и од нешто друго. Мојот татко честопати од Охрид не носеше во струга, кај неговиот пријател, таткото на Нико Нестор. Човекот кој што важеше за еден од најпознатите пливачи. Тоа не се брише. Но да се вратам на реалноста, на грдата реалност,
Дел од мојата програма веќе беше прочитана овде. Уште пострашно е. Многу лесно е да зборувате дека сте за Европа, дека сте европијани, дека се ќе сторите за да се качите на европскиот воз, иако немаме шини, немаме железница, ама имаме многу вработени тамо. Состојбата е како некогаш, како во турско време или како времето меѓу двете светски војни. Не, ние немаме намера да патуваме, ние имаме намера од Македонија, од Струга, да направиме пристојно европско место во кое ќе сакаат сите да дојдат за да ги видат овие убавини. Ние имаме намера и јас од председателската функција да направам пристојна функција, одговорна функција, функција што ќе ја представи Македонија како горда држава, функција која што ќе ја представи Македонија како европска држава. Дали е тоа сега така? Не верувам. Веќе чувме опис на председателскиот лик во моментов, меѓутоа и веќе кажам јас што треба да направиме. Ке бидеме горди на Македонија, се разбира и на Струга, ако имаме држава која е стандардна, држава која е средена, држава која е втемелена во владењето на правото, држава која е мала, меѓутоа ги има сите државни нишани. Оваа држава во моментот не е таква. Со судство кое што е зависно, со судии кои наместо субјекти на почитување на правото и правдата на уставот и законите, се во длабока спрега со некои партиски и олигархиски групи и не судат според уставот и законите, него споменуваат меѓународното право, ама велат дека се европјани, не може да градите правна држава. Со администрација која е преполнета со партиски послушници, со политички војници, не можете да градите правна држава. Со држава од која што најдобрите бегаат, заменуваат. Зошто? Бидејќи веруваат во владење на правото и сакаат да им биде почитувана стручноста и компетентноста, но не е така. Не можете да градите европска држава. Поделбата на власта е страшно нарушена во полза на владата како муки на глава на извршната власт, но председателот го нема. Понекогаш ќе се појави, ќе се слика и тогаш основното прашање и за оние однадвор, и за оние натре е дали тој навистина ја персонифицира Македонија така како што заслужува. Оти ако сте фрустрирани, ако сте исплашени, ако кажувате нешта на кои другите им се смеат, а не им се восхитуваат, тогаш сликата за државата не е убава. Не е таа што треба еден председател да ја презентира. Ако не градите единство пред да одите надвор, ако не трагате по консензус пред да градите меѓународна политика, сликата за Македонија нема да биде убава. Ако не ја практикувате власта така како што треба, раководени од интересите на граѓаните, тогаш нема да бидете добар председател. Затоа јас велам дека не се оди надвор без консензус, не се оди надвор без исцртани линии, не се оди надвор без утврдени национални и државни интереси. Првата работа што ќе ја направаме, не само за време на изборите,
да се качувам по бините и да ви се обраќам вам, туку да воспоставам континуиран контакт со граѓаните кои што по заминувањето на председателот Иванов го нема. Тој контакт мора да биде институционализиран, да се остварува во определен простор, да може луѓето и кога дошле во Скопје, а и кога се во Струга, да тропнат на една врата, да се пожалат или да предложат нешто, или да побараат одговор на низа прашања. Тоа ќе се остварува во така наречените народни канцеларии. Не само што ќе бидат институционализирани, и не само што ќе имате уште едно место на кое ќе може да тропнете и да влезете, туку тоа може да се одвива и мобилно, може да се одвива и преку интернет, меѓутоа јас тоа не го гледам. Затоа, драги стружанки и стружани, овој председател ќе се замене без извештај. Што ќе напише во извештајот? Јас уште го имам извештајот од колегата Иванов, но не видов извештајот овој председател. Значи, одговорен председател ќе биде постојано со граѓаните. Се разбира, ќе бара од нив совети, или ќе ги советува, или ќе ги охрабрува, и ако тоа го прави добро, тогаш ќе ужива почит од нив. Неговото име ќе биде врзано за достоинство и тогаш Македонија таквиот председател ќе ја прави горда. Ама не е тоа, ние ќе ја направиме горда, зашто вие, граѓаните на Струга, тоа го заслужувате. Ќе имате шанса да ги следите моите обраќања пред пратениците. Јас бев дел од парламентот и се уште сум и го почитувам како куќа во која се вежба демократијата, како дом на демократијата, но тоа не беше тако дом. Не велам дека беше дом за бесене, бидејќи ние тоа не им го дозволувавме, како во филмот на Костурица, меѓутоа замислете го чуварот на домот, господинот Џафери. Сега стана технички премиер. И јас вчера ги прашав скопјанки и скопјани, горди ли сте за него? Одговорот беше очекуван. Значи, во обраќањата пред собранието, јас ќе ги адресирам вашите проблеми и вашите интереси. Ќе барам тамо од оние кои што ја представуваат владата, но и од пратениците, да градиме заедничка надворешна политика. Ќе укажувам на потребата да ги почитуваме уставот и законите. Ако тоа не се случи, тогаш ќе посегнам по ветото. Не за да покажам колку сум мокина и силна, арогантна, туку за да укажам дека и председателот мора да го почитува уставот и законите. Дека не е надник, дека не е монарх, дека не е кралица председателката, туку дека е председателка во една демократска република. Да продолжам натаму. Сите се плашиме од она што се случува во судството, далеку и од независно. Се плашиме да не се најдеме без потреба или без причина на суд, бидејќи тогаш не знаеме што ќе се случи во една институција која има доверба меѓу 1 и 3%. Можете да замислите. Што може да стори председателот, председателката за судот? Многу. Има тамо еден орган што се вика судски совет, ама повеќе е партиско и политичко тело, одошто е независно судско тело, кој треба да внимава за квалитетот на судиите, кој треба да ги разрешува судиите кога нема да бидат квалитетни и нема да се водат според принципот на уставноста и законитоста. И замислете, се сеќавате ли за кого беа збрзани сите скандали во ова тело? За председателката, за подпредседателот. Првата беше дел од партиската комисија за право на СДСМ, а вториот беше исто така
член на други. Наместо театар на абсурдот, наместо граѓаните да имаат страх од така наречениот судски совет, кога двајцата представници на председателот, на председателката би биле врв во правната професија, во правната етика, тогаш луѓето би го доживувале судот како бранител на нивните слободи и права. Забележете, запомнете, моите представници во судскиот совет ќе бидат врвни правници, персонификација на правото и правдата, а не на партиската и политичката послушност. Но не им личи таков суд. Помните кога начело на Комисијата за судски реформи застана несудениот Нобеловец господинот Заев, од него ли барате право? И со Уставниот суд имаме сериозни проблеми. Замислете, начело на Уставниот суд е една господја која жалеше што не го осудила господинот Дурловски. Што очекувате од таква правничка? Или, бидејќи е тоа мојата професија, како не треба да се постапува во судот, бидејќи мора да има рамномерност меѓу оружјето на одбраната и на обвинението, токму тие покажа. И јас која сум поминала дел од својата струка или дел од својата едукација на Универзитетот во Колумбија, како да не се срамам сега, кога студентите на Колумбија учат како не треба да се постапува во судскиот процес. Значи, во Уставниот суд треба да седат двајца судии или две судики, предложени од председателот, односно од председателката. Тие треба да бидат врвот во правната професија, да го имат угледот, да зрачат со достоинство и знаење. Тогаш Македонија ќе биде горда на Уставниот суд, кој што во многу држави е еден од најважните фактори на демократизацијата на политичкиот систем. Истово, почитувани и драги присутни, запомнете, ќе важи и за сите други функции за кои председателот, односно председателката е надлежна. За гувернерот, односно гувернерката на Народната банка, за шефот на генералштабот. Понатаму, јас исто така тврдам дека во Советот за безбедност, кој сега е еден тивок орган среде толку многу безбедносни закани, и не гледам да има студии како ќе се справиме, како ќе ги преминираме овие закани. Особено сум загрижена за езерото, бидејќи една од најголемите безбедносни закани за достоинствените и одговорни државници е што? Заканата по животната средина. Јас исто така во ова тело ќе именувам тројца луѓе кои се врвни познавачи, посветени заштитници на животната средина, вредни познавачи, искусни во антитероризмот или ако сакате во сајбер заканите и така натамо. Ние ништо за ова не знаеме. Вас, граѓаните, понекогаш кога ќе се најдете неоправдано во судот пред лицето на правдата, односно на неправдата, многу ви е важно дали има шанса од една кочница што се вика помилување. Да, помилувањето не е случајно, има долга историска традиција. Го користеле кралеви, кралици, председатели, ама кај нас мислам дека не се користело кога треба или се злоупотребувало кога не треба.
Значи потребно е во името на правдата, во името на етиката, во името на моралот, председателот понекогаш да се одважи и да посегне по една кучница во однос на судот. Јас тоа ќе го направам и често пати го повторувам, особено кога ги имам на ум обвинетите од 27. Страшно ме погодива судбината, ќе посечам да речеме на Јанеченко. Заре можно судбината на неговиот дедо да се повторува во 21. век и во современа Македонија? Истражив, бидејќи ме интересираат случаите, ниту еден од нив тамо не посегнал по сила. Тие кои посегнаа по сила се надвор на слобода. Дали е тоа правда, се прашувам јас. Замислете да бидете обвинети за организирање на терористичка закана или за рушење на уставниот поредок на Македонија. Па тоа е познато, последиците ќе ги чувствувавме до ден денеска ако имаше таква закана. Не, ја смислија и ја измислија, сите знаеме зошто. Може ли да има почит кон држава во која обвинетите добија над 200 години казна? Па тогаш ние сме најтерористичката држава во Европа. Но не е така. Значи не можете да бидете горди на тие судии, на тие јавни обвинители, на таквите пресуди и на таквото судство. Ама некој требаше да ги коригира последиците од ова по луѓето, по нивните семејства, па и ако сакате во сликата за Македонија. На крајот сум. Често пати слушаме за доделени награди на луѓе кои ги заслужуваат. Мислам дека е многу важно во животот успесите, славата, посветеноста да бидат наградени. Ако одат наградите во вистинските раце и кај вистинските луѓе, тие ќе инспирираат уште многу научници, уште многу професори, новинари, бизнисмени, занаетчи и врвни. Ни паѓа умот на дереван во Охрид да го работат тоа што се вреднува. Бидете сигурни дека јас тоа ќе го правам. Не знам зошто, ама пак нешто ме тера да повторам од вчера. Вчера нешто како да им диктираше да кажам дека понекогаш кога ги гледам граѓаните или представниците на државите како со восхит зборуваат за своите држави и тврдат дека се благословени. Словенците велат дека Господ кога делел територија за држави, ги заборавил словенците. И за да им се одолжи, најубавото нешто им го подарил. А ние честопати се срамиме да кажеме тие, не ние. Кои сме, што сме, се срамиме од себе. Па ако не се почитувате сами себе, како очекувате да ве почитува некој друг? Затоа моето мото е дека ќе ја направиме Македонија повторно горда. Македонија заслужува да биде горда. Бидејќи сум во градот на поезијата, само да кажам, дали знаете дека Европската Унија секоја година доделува награди 10 за најуспешни писатели, но од државите членки на ЕУ? Дали знаете дека тројца македонци, иако не сме членка на ЕУ, ја имаат добиено оваа највисока награда? Ја има добиено Гоце Смилевски за сестрата на Зигмунд Фројд. Ја доби Лидија Динковска, која што живее во Словенија.
ја доби Петар Андоновски за страх од варварите. Не случаен наслов. Значи, треба да си ја славиме уметноста. Треба да се насочиме во културата. Јас сум затоа среќна кога ја читав програмата и кога гледам дека за мали држави спортот, образованието, науката и културата ќе ве направат големи. Особено ако развивате и културна дипломатија. Ако развивате, овде знам дека на Струга Дуќан да имаш, значи економска дипломатија. Тие се мокни покрај традиционалната дипломатија, во синергија со владата. Затоа се овие избори неразделни, верувајте ми. Двете глави, ако се синхронизирани и ако живеат во хармонија, резултатите ќе бидат одлични. Затоа јас ве молам за поддршка. Ви ветувам дека нема да ве засрамам. Ви ветувам дека достоинствено ќе ве представувам. Ви ветувам дека ќе ја почитуваат Македонија. Моето искуство надвор во Венецијанската комисија, во Советот на Европа, налагаат поинаков однос кон мене кога ќе кажам дека ја представувам мојата Македонија, вашата Македонија, твојата Македонија, да си ја повратиме. Благодарам.